Почитувани гледачи, добро утро, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата 24 од Сесрце. Со мене Мартина Проковиќ-Костовска. Бидејќи минатиот пат ви останавме должни кога зборувавме за дегенеративни заболувања на зглобовите, рековме дека ќе зборуваме за дијагностиката, за третманот и за превентивата. Некако не успеавме да го спомнеме тој дел во минатата емисија, токму затоа денеска ќе се осврнеме повеќе на третманот, да дијагностиката, секако и превентивата на дегенеративните заболувања на зглобовите. Со мене во студиото е примариус доктор Толе Битовски, специјалист физијатар. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Минатиот пат некако, немавме време, секогаш се случува, тоест, бидејќи овие теми се широки, има многу што да се зборува и некако времето не ни дозволи да зборуваме токму за третманот, за превентивата, за дијагностиката на овие дегенеративни заболувања. Меѓутоа, пред да кажеме како се дијагностицираат, накратко само да им спомнеме на гледачите кои се најчестите дегенеративни заболувања на зглобовите. Да, може да се потсетиме и за гледачите што не гледале минатата емисија, а и за новите гледачи, што сега првпат ја гледаат оваа тема. За зглобовите кажавме минатата емисија дека зглобовите се еден систем во човечкото тело што возможува движење, наше функционирање, работата, професионална, приватна. Во кратки црти да кажам за зглобовите дека тие ги поделивме на примарни, секундарна етиологија на добивање на зглобовите. Примарната напоменавме дека со текот на животниот век, кој што се продолжи во денешно време, кој што изнесува некаде сега 75-80 години, зглобовите се трошат и се дегенерираат, односно се оштетуваат. Додека кај секундарните оштетувања етиолошки промени придонесуваат сите оние други етиолошки фактори, како инфекции, трауми, остеопоротични промени, експанзивни процеси, преголема употреба, премала употреба, некои деформитети за време на ембрионалниот развој, некои генетски предиспозиции, така да што исто така придонесуваат за побрзо оштетување на зглобовите, не оно нормалното дегенеративно. Кажавме за видовите на зглобови кои што може да бидат спрема функцијата, према бројот на коски кои што го формираат тој зглоб. Објаснивме дека зглобовите јас ги поделив на еден начин, иако во литературата може малку поинакви класификации постојат, меѓутоа за гледачката публика подобро поедноставно да ги објаснувам овие работи. Кажав дека зглобовите ги поделив на периферни зглобови, односно зглобови кои што се на рацете, на нозете и рбетниот столб како посебна зглобна структура со своите кривини кои што ги има и дискови помеѓу себе кои што придонесуваат за подвижноста на рбетниот столб. Кажавме за периферните зглобови. Накратко, тука спаѓаат рамениот зглоб, лакатниот зглоб, рачниот зглоб и сите други зглобчиња помали, додека кај нозете се во колкот, коленото, скочниот зглоб и сите други зглобчиња што се наоѓаат во стапалото. И објаснивме симптоматологијата, која што во почетокот прави болка при движење, при потешки движења, понатака се зголемува симптоматологијата према тоа што веќе и во стоеч и во нормална позиција, во една пасивна позиција може да се појават болки кои што не поминуваат и покрај одмарањето и сите оние понатаму функционални промени што ги доведуваат на оние периферни зглобови, како што е ограниченост на движењето, болна подвижност, на тој начин се пореметува функционалноста на нашиот систем. Тука може да дојде во обзир некои невролошки пореметувања, меѓутоа не може да бидат такви големи тие пореметувања како што може да бидат пореметувањата невролошки што ги дава рбетниот столб, затоа и ги споредувам овие периферни зглобови со рбетниот столб. За рбетниот столб да кажеме дека рбетниот столб се наоѓа помеѓу главата и карлицата, го сочинува 33 до 34 пршлени, има 7 вратни, 12 торакални, 5 лумбални, 3-4 сакрални и 3 тртични, околу 33-34 не е прецизен број, тука се води, се рачуна бројот. Кажуваме дека помеѓу пршлените, тоа се коските, на рбетниот столб се наоѓаат дискови, кои што тие дискови представуваат едно фиброзно ткиво и се состојат од два дела, од едно тело кое што е желатинозно јадро и едно фиброзно тело кое што е потврдо и благодарение на ова нивна функционалност, односно
структура која што возможува, која што е помека и возможува нели одредени движења на прашлените и кривините на самиот трбетен столб, се возможува движењето на нели на самото човечко тело, односно движење на главата, движење на торакалниот дел, движење на лумбалниот дел во напред, назад, надворешно, внатрешно, нели ротација на телото, на страна и така. Сега би додал дека симптоматологијата што ја дава трбетниот столб е многу потешка за разлика од симптоматологијата што ја дават периферните зглобови. Периферните зглобови гледат две нозе, две раце, два колени зглоба, два колкови, два лакатни. Значи, ако едниот зглоб боли, другиот зглоб ќе ја компензира таа состојба, ќе го оптеретуваме нели другиот екстремитет, така да ќе компензираме. Крбетниот столб не ќе може многу да се компензира. Се компензира почетокот, меѓутоа понатаму после болките што ќе ги даде, кои што се прв симптом на секојаш пациентите доаѓаат кај мене поради болки. Иако болките ми се и мене на колегите најмал проблем за лечење, нели има аналгетска терапија, миорелаксантна, релаксирачка и така натаму, која што доведе до смирување на овие симптоми, меѓутоа по тешки симптоми се оние што ги даваат нервите како резултат на овие пореметувања, односно дегенеративни промени на нрбетниот столб. Две големи групи се спондилозата, што представува шилци на прашлените, и дископатијата, која што представува пореметување на дискот помеѓу прашлените. Кога доаѓа до појава на овие нели дегенеративни промени, почетокот кажавме има болки, понатака може тие да потиснуваат дел, еве се гледа и на сликата, значи потиснуваат дел на рбетните коренови од нервите кои што излегуваат од вратниот дел, еве на ова клипче се гледа дека од вратниот дел кај што излегуваат нервите, тие се иритирани од страна на овој диск или и тој шилец, така да доаѓа до болка, меѓутоа во понатамошното оштетување, односно зголемување на деформацијата на овој дел може да се доведе до појава на пореметување на чувството, на сензибилитетот, до пореметување на функцијата на рацете, на нозете, односно може првено дојде до парестези, до ослабнување на движењата, понатака може да дојде и до парализи, кои што доведуваат нели до едни потешки состојби кај пациентот. Во долниот дел, во лумбалниот дел, затоа и ги делиме ние симптоматологиите према делот на рбетниот столб, каде што се наоѓаат тие симптоми, односно во вратниот дел дава повеќе проблеми со главата, може да доведе до јаки главоболки, до мигренозни главоболки, пореметување со видот, со очите, со ушите, трнење на јазикот, потоа може да има болки во вратот, со што се ограничува нели подвижноста на вратот. Може да доаѓа пореметување во функцијата на рацете, односно болки по рацете, трнење на прстите, пореметување на сензибилитетот на рацете. Во торакалниот дел симптоматологијата е што придонесува болка во грбот, значи смалена подвижност во грбот. Потоа симптомите може да доведат до пореметување на работата на внатрешните органи, односно тука се плуќата, срцето, така да секојаш и пациентите, ако дава симптоми на главата, ги праќаат на невролог. Јасно. Поради мигренозните главоболки. Ако има реперкусии од страна на срцето поради не пореметување на оболување на срцето, него поради оболувањето нели на рбетниот столб во торакалниот сегмент. Значи буквално влијае на целото човечко тело. Така, да. Значи торакалниот дел одат на интернис, па се гледа дека нема ништо таму, па се праќаат кај нас. Додека во лумбалниот дел симптоматологијата може да дава болки во кичмата, која што може да биде локално само во кичмата, може да дава болки во стомакот, кај жените може да дава болки како да се некои предменструални болки, кај тие што имаат, кај тие што немаат како гинеколошки проблеми да дава, и понатаму симптоматологијата може да продолжува во иритирање на ишијасот, тоа е еден голем нерв кој што лев и десен, кој што поминува покрај надворешната страна на нозета и да боли, да речеме, или целата нога или парцијално, може над коленица, во областа на коленото, па да дава болки како коленото да има проблеми, може под коленицата до стапалото, до прстите. Значи сепак тој нерв е еден голем нерв кој што двете нози ги нели им дава импулси за работа.
Потоа може да доведе до пореметување на мускулатурата, односно да се доведе до една хипотрофија на мускулатурата, до послаба мускулатура, до атрофија на мускулатурата, гледаме едниот екстремитет во однос на другиот е послаб, помалце подвижен, болки не мора и тогаш тука да има, меѓутоа често пати доаѓаат пациенти кај мене кои што немаат болки, а имаат проблеми со движењето. Не можат доволно се движат, вика се сопнувам кога одам, немам стабилност на таа нога. Тогаш веќе анамнестички ние докторите знаеме дека поголем проблем, иако пациентите мислат дека болката, кој што стварно една јака болка е многу голем проблем, се влие на све. Меѓутоа и други болки кои што се средни и помали, имаме градација на болките од 1 до 10. Према една скала, тогаш може да пациентите викаат имаме болки, повеќе се плашат, меѓутоа ние докториве повеќе се плашиме ако не излезе и таа другата ситуација кај што имаме пореметување на сензибилитетот, пореметување на овие невролошките испади, односно парези ги викаме тие, каде што имаме помала стабилност на тој екстремитет, помала подвижност во однос на оние нормални параметри што ги имаме при испитувањата. Така да пореметувањето на функцијата, односно дегенеративните промени на хрбетниот столб доведува до една ваква симптоматологија. Ова е во кратко, нешто кажавме и минатата мисија, меѓутоа еве нешто малку и пошироко ова мисија во однос на симптоматологијата која што дава и која што во моменти еве личи како проблематика од други, затоа од други специјалности па ги испраќаат. Еве, рековме на неврологија, на ушно, испраќаат поради може да има вртоглавица, нестабилност, на интернистички прегледи поради градниот кош, другите проблеми во лумбалниот дел, абдоминални проблеми кај што дава, меѓутоа ние колегите после тие испитувања некош директно кај нас доаѓаат, меѓутоа некош доаѓаат после тие испитувања, па ние ги преземаме во наши раце, ние физијатрите и ортопедите и на тој начин ги регулираме. Најбово кога се работи конзилиарно, значи ние колегиве да работиме конзилиарно, ние физијатрите имаме една голема допирна точка со невролозите, со ортопедите, со ревматолозите, со педијатрите, значи со сите специјалности, со ОРЛ, така да конзилиарно кога ги решаваме многу поголем успех имаме. Бидејќи никош нема еден пациент кој што доаѓа со еден симптом или еден проблем кој што доаѓа од кичма. Тој може да има и притисок, може да има и тромбоза, може да има и проеметување на ушите, може да има проблеми со невролошки со главата, така да тука веќе се поврзано на некој начин, диагноза да има. Да, јасно. Ги спомнавте симптомите кои што се еден од најзначајните всушност, најзначаен фактор за тоа што се случува во човечкото тело. Меѓутоа ве спомнавте дека никогаш се губат тие симптоми, односно ја нема болката, но се случува да атрофира мускулот и на тој начин да приметат пациентите дека нешто им се случува всушност со екстремитетите ве конкретно. Кога станува збор за овој начин на оваа симптоматологија, како ги диагностицирате? Како сте сигурни, бидејќи спомнавте пред малку дека никогаш и може да се случи да ги испратат, да речеме да има проблеми со срцето, да е тоа од хрбетниот столб, а да ги испратат на кардиолог. Како најлесно може да се диагностицира со цел навремено да се спречи понатамошен развиток на состојбата и на болест? Да, ова што го кажувам, тоа си и во ред. Нема никаде грешки од страна ни на матичните, ни на другите специјалности и мојата специјалност. Сепак таквата слика ние одиме по индикации некогаш. Важно, најпрво е пациент кој ќе дојде кај нас, која доаѓа кај мене и кај другите колеги, сигурно, најважна е анамнезата. Анамнезата е многу во земена анамнеза, веќе 50% од диагнозата ни ја решава. Значи да се слуша кога настанало, како настанало, што има проблеми, како настанало, меѓутоа сепак пак тие другите 50% е многу добро земена анамнеза може да не води во повеќе диференцијално диагностички процедури ги викаме ние, така да мораме да почнеме од некаде дека што мислиме дека тоа е најактуелното. Сепак, еве срцето дава симптоми, го испраќаме на интернист, тоа е најправилно. Сигурно не би го испратиле на ортопед или физијатар. Тоа си е окей. Значи анамнезата тука се зима, потоа одиме понатак. Ако понатаму се покажат еве од другите специјалности или директно кај мене се пратат кај што повеќе доминираат овие симптоматологии со болка и со пореметување на невролошките симптоми, тогаш ние правиме значи лабораторија да видиме сепак да не е нешто
автоимуно заболување, да не е некоја инфекција во прашање. Може е еден обичен стрептокок, кој што е една сапрофитна бактерија во нашето грло, која е наш домакин, и ја имаме повеќето, може да премине од сапрофитна, може да премине во инвазиона фаза, каде што ќе даде симптоматологија. Осте покрај тоа што дава симптоми на грлото, воспаление или температура и така натаму, може да даде проблеми на зглобовите, односно болки, воспаление по зглобовите. Затоа правиме лабораторија, општа лабораторија, не е некоја посебна. Ако мислиме некоја ревматолошка, ги праќаме на ревматологија или ние самите можеме да дадеме упут за реуматоиден фактор, ана клетки, лек клетки, седиментација и од тука леукоцити да видиме од прилика каде е симптоматологија. Ако е нешто посложено, ги праќаме на реума, тогаш да видиме од таа гледна точка. Ако е нешто по-проблематично со зглобовите, кај што има големи деформантни проблеми, пак ние покушаваме, сепак не се оди секогаш на радикално решение на операција, ги третираме, правиме све што можеме и ако не може тогаш на ортопедија каде што се употребуваат тие ортопедски процедури понатака. Од другите методи за да видиме колкаво оштетувањето сепак спрема симптоматологијата, правиме во почетокот рентген снимка, нативна рентген снимка, гледаме што е ако има некое поголемо пореметување или нешто гледаме на сликата што ни алудира на некоја потешка форма или на некоја друга состојба, тогаш ги препраќаме на пациентите на магнетна резонанца, на компјутерска томографија, невролошки, ако имаме поголеми испади, ги праќаме на ЕМГ, тоа се електромиелографија, односно испитување на функционалноста на нервите и на тој начин гледаме нервот колку е оштетен и на кој дел од рбетниот столб тој нерв е повеќе оштетен. Потоа од клиничкиот наод гледаме зглобовите, рбетниот столб, дали има оток, дали има некоја деформација, дали има дали има во однос на функционалност, односно подвижноста, дали може да ги прави сите оние движења кои што нормално ги обуваме, свиткување на рбетниот столб во исправена состојба. Ако не има болни и движења во исправена состојба, тогаш во лежешка позиција ги испитуваме колената, да видиме дали предниот крстен лигамент, задниот крстен лигамент, латералниот, медијалниот, претежно тие 4 лигаменти ги гледаме. Си има посебни испитувања, предна фиока, задна фиока, надворешно изместување, се гледа има да речеме дистанца на движење. Ако е до 1 см, 1,2 милиметри, 1,2 см, ако е растојанието на подвижноста на подколеницата во однос на надколеницата, тогаш викаме предна фиока, ја тегниме подколеницата напред. Ако буткаме назад подколеницата, ако иде повеќе назад од дозволената граница, викаме дека задниот крстен лигамент е оштетен. Значи клинички можеме исто така доста да испитаме. Ако и тука нешто не можеме доволно да прецизираме, ги испраќаме пак на овие сепак испитувања, да видиме да не е нешто скинато, да не е нешто, сепак има искинување на тие, ротурирање на тие лигаменти и да видиме по-конкретно колкаво оштетувањето нивно за да преземе понатамошна постапка. Ако лигаментот е скоро скинат, кај што има една голема лабост, ќе треба и тоа хируршки лигаментопластика да се направи, така да на тој начин. Рбетниот столб исто да видиме дископатијата во колкаво оштетување, ние на рентген снимка не можеме да видиме дискус хернија, меѓутоа према нашето искуство можеме да претпоставуваме кај некој појаки дископати према симптоматологијата и така пишуваме дископатија, да речеме на тоа ниво, што оди во прилог на хернизација, за да тоа се докаже, ги праќаме на компјутер на магнет, каде што тоа се диференцира многу поубаво, се гледа дискот кој што е смачкан, дали оди латерално, значи надворешно или оди во рбетниот канал. Проблемот е тука што прошлените во рбетниот столб, помеѓу прошлените имаат едни отвори кои што формираат рбетен канал, во него се наоѓа рбетниот мозок. Рбетниот мозок се наоѓа до L2 некаде, меѓутоа понатака продолжуваат нервни влакна од рбетниот мозок. При компримирање на тој дискот може да оди латерално, значи на дворешна страна, меѓутоа може да иде назад према рбетниот мозок, така да настанува потискување на рбетниот мозок и да дава симптоматологија на рбетниот мозок. Така, каде што може да дојдат потешки симптоми во однос на во лумбалниот дел, може покрај тоа што да доведе и пареза и парализа на нозете, може да доведе до прометување на мокрењето, може да дојде до прометување на дефекацијата, значи до тие симптоми може да доведе, така да
понатака према симптоматологијата, према нашето искуство, ние лечиме, даваме медикаментозна терапија, правиме физикална терапија, кинезитерапија. Меѓутоа, ако и понатака не иде, односно ако често ни се случува, даваме ампуларна терапија, даваме физикална терапија. Пациентот почна да ни доаѓа веќе на 2-3 месеци, почна да ни доаѓа почесто, веќе тоа станува збор за индикација за оперативен третман. Ако настани парализа, не можеме тука ништо да правиме, него мораме потхитно да направиме една декомпресија на дискот, за да се опуштат нервите и да не се оштети нерва, за понатака да се добие функцијата на нозет. Јасно. Тука ќе направиме една кратка пауза пред да ги погледнеме рекламите. Веднаш потоа ќе зборуваме токму за третманот на овие дегенеративни заболувања на зглобовите, секако и за превентивата, а ќе бидат уклучени телефонските линии на кои што ќе можете да не исконтактирате и да поставите некое прашање поврзано со темата. Слобода е кога сам можеш да работиш и да заработиш. Слобода е кога сите имаме право да гласаме за која партија сакаме. Генија është тешко, прелюшне, не пак. Слобода е да можеш да отидеш на утакмица без проблем. Слобода е да слушаш музика каква што сакаш. Слобода е да се обликуваш како што сакаш. Слобода е да имаш добра здравствена заштита. Слобода е да се влюбиш во кого сакаш. За нација без дискриминација. Кампања на Комисијата за заштита од дискриминација. Вашите омилени ТВ канали Fox, Fox Crime, Fox Life, National Geographic и 24 Kitchen. Од 1 декември се враќаат во понудата на Телекабел. Уживајте во најдобриот избор на ТВ канали, без доплата. Телекабел, пријател на вашето семејство. Сакав кога ќе станам наутро прво да пијам кафе, а не да барам начин да прогледам. За млад човек како мене е навистина фрустрирачки да не можеш да направиш ништо без да ги ставиш очилата или леките. Кога излезов од операционата сала, веднаш можев да ја почувствувам резултатите. Сега утрата се многу поедноставни, станувам, пијам кафе и денот започнува. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалој, Скопје. Добре дојдовте во Македонија, земја во која секоја трета жена трпи насилство, а насилниците не се казнуваат. Земја во која жените жртви на насилство немаат соодветна заштита. Земја во која жените се кријат, а нивните насилници шетаат слободно. Македонија ја потпиша Конвенцијата против насилство врз жените, но не ја ратификува. Потписот значи обврска, а обврските треба да се исполнат. Ратификувајте ја Конвенцијата против насилство врз жените. Така, после кратката пауза повторно сме назад во студиото каде што зборуваме за дегенеративни заболувања на зглобовите. Ова е всушност продолжение на претходната емисија каде што ги спомнавме симптомите и кои се најчестите дегенеративни заболувања. Тука повеќе обрнуваме внимание секако на диагностиката, на третманот и на превентивата на дегенеративните заболувања. Со мене во студиото е премариус доктор Толе Битовски, специјалист физијатар. Како што споменав пред малку, до момент па до крајот на емисијата уклучени се двете телефонски линии и можете да не контактирате на 02 60 91 924 и 02 60 91 925 да поставите секако некое прашање поврзано со денешната тема. Доктор Толе,
Спомнавме за симптомите кои си накратко ги спомнавме за диагностиката, меѓутоа она што е многу важно во овој дел е третманот на овие дегенеративни заболувања, затоа што нели секогаш кога ќе се појави некој заболување, лечењето е најважно. Така, кој е всушност третманот? Кои се третманите на овие дегенеративни заболувања? Спомнавте премногу дека се случува да се заврши секако во најлош случај и во оперативна сала. Меѓутоа, кои се сите оние методи кои што можат претходно да помогнат и да спречат до операција? Да, покрај редовните медицински прегледи кои што се во ред, значи имаме систематски прегледи, па редовни врз база на симптоматологијата, пациентите си посетуваат лекари. Корисни се овие мисии вие што ги организирате во однос на здравието на луѓето, бидејќи во прикажување на ова симптоматологија, на овие мерки, луѓето се наоѓаат и бидејќи луѓето и не сме марни ние многу. Ели не боли, ќе помине, па после полошо и така, меѓутоа кога се слушаат вакви емисии, луѓето ќе најдат некои симптоми по кои што ќе видат дека мора да одат на лекар. Зошто ако навремено е вака со едукативни емисии, со редовни контроли, систематски прегледи, се откриваат некои проблеми кои што ако се преземат навремено, сигурно не би дошле до тој степен на оштетување како кога би ги оставиле нели самите да си се терат проблемите. Затоа лечењето ние го кога сето ово ќе видиме, кој е проблемот, кои се проблемите, значи можат и повеќе проблеми да бидат, ние одиме на лечење на пациентите, кое што во почетокот кога е акутен стадиум имаме општи мерки на лечење, тоа значи ги советуваме пациентите да си одмараат, значи одморот е најважен, и мобилизација да се направи тој екстремитет што е болен, може од повреда, ако е повредата исто така да се имобилизира, затоа ги советуваме значи да лежат или да мируваат или да не преземат некои потешки физички активности. Ако треба даваме ортопедски помагала за вратот, за грбот, за кичмата, за нозете, за колената, за лактите, за сите зглобови, нели? Ги мобилизираме еден начин, не е тој мобилизација нели со гипсови како при фрактури, меѓутоа со некои дали еластични помалку во помал или поголем процент кој што ја прават имобилизација, во секој случај да се направи една имобилизација. Даваме аналгетска терапија од различен тип, зависи од состојбата на пациентот. Некојаш даваме послаби, некојаш појаки, некојаш даваме ампуларна терапија, некојаш интравенска, па некојаш даваме интраартикуларни инекции за побрзо ослободување. Потоа даваме биорелаксанти, седативи во однос ако не може да спие пациентот, сепак испењето е еден многу важен фактор за имуниот систем кој што во текот на спиењето и се појачува и си го брани организмот, така да даваме и седативи. Често пати пациенти кажат: докторе, што ми дадете сега диазепам или што знам таму некои препарати за спиење. Меѓутоа нели кажуваме дека ништо не е страшно ако се ординира одредено време. Така да нема никаква опасност од тоа. Потоа нели даваме витаминчиња, така. Во вториот стадиум кој ќе помине акутниот стадиум, тогаш даваме физикална терапија, кинезитерапија, тука доаѓа во обзир работна терапија, окупациона терапија, масажи, банско лекување, исто така се применува, така да на тој начин ги регулираме, значи сите оние симптоми што ни останаа после на прва фаза на медикаментозната терапија, ни остануваат значи веќе физикалните процедури, ги знаеме нели од различен тип. Мислам дека во некои од емисиите нешто имаме објаснето, така да на тој начин ние продолжуваме со физикална терапија додека 10 дена. Понатака продолжуваме, што е најважно, 10 дена поминува физикална терапија, што преме понатака. Пак ќе се појават ако не ги советуваме пациентите како да се понашат во нивниот живот. Затоа им кажуваме, советот исто така многу важна работа, покрај медикаментите, покрај физикална терапија, значи во текот на животот, ако седат пред биро, значи имаат некоја работа седечка или некоја статична работа, да стануваат на 30-40 минути, малце да се раздвижат, дали вратот е проблем, дали грбот, 1-2 минути ништо нема да направи проблеми. Со благи масажички можеме самите вратот, грбот, малце благи масажи да направиме, 30 на секунди ништо нема да кошта во текот на работната време, без да не примети нели некој.
Така да на тој начин ги советувам да си направат самбите една физикална терапија. Потоа ги советуваме во однос на спиењето да имаат адекватна перница. Збориме адекватна перница, некој спие на средна, на ниска, на висок. Има ортопедски перници средни и високи. Ако вие спиете на ниска, ви дадат ортопедска висока, џабе е тоа, значи. Затоа тоа е најважно. Душекот исто така да е тврд, да е добар, да не е некој со испуштени федери, да доаѓаат пациенти, викаме болат бубрезите, и сега ќе анамнестички видиме тоа, викам, ај проверете го душекот, тоа жиците од душекот влегуваат у бубрезите и добиваат болки како бубрезите ги болат. Меѓутоа, нели, тука треба исто така да се советуваат на работните места, кога се дига терет, никогаш да не се свиткуваме во кичмата, него во колениците да се свиткаме и да не дигаме терети кои што се надона максимална дозволена наша граница. Секој си има своја граница на дигање терет, за некој 5 кг е многу, за некој 5 кг е малку. Така да тука исто така ги советувам да не прават брзи движења, експлозивни, рипат од столче, рипат од кревет, претежно тие особи многу страдаат, да знаете тие што се така поттемпераментни особи, значи малце slow motion да биде работата. Ми се чини дека имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Да, повелете во програма. Извинете малку што почекавте. Нема проблем. Поздрав до вас и до докторот. Јас имам големи проблеми. 2004 година негде имав некои болки, не знаеш ни кај ме боли, што ме боли. Отидов на лекар. Прво во плечките, ме прати на кардиологија, нема ништо, се еворит, ме прати на абдомен, се еворит и на крајот кичмата. И после тоа, до ова година има од 2005 година има многу болки доле во ногата, од прстите до коленото. Меѓутоа, ова година ми се претврти болки во коленото, неиздржливи. Отидов на ортопедски доктор Самарджиевски, ми стави некаде директно во колено. Сега, во моментот, ми се појавија болките као да шетат во десната рака, па сега, поготово во долниот дел на кичмата и дури накај јајниците од левата страна ми некои симптоми јаки и цела нога до кокот ми се прошири, па го молам. Рентген снимка дали имате направено на кичмата? Па уште во 2014. Што покажа? Онака, што ви кажа докторите? Доктор Самарджиевски, јас не знам што покажала, сега немам брзо направено. Не, нема и потреба сега брзо, доволно. Ја снимките, нели, тие што се пред 2, 3, 4, 5 години, тоа е тоа. Може само да биде некоја поголем степен, нели, сега. Меѓутоа требало да ви кажа, нели, дали станува збор за дископатични промени, најверојатно станува... Ме прати на трансфузија, таму нема ништо, ми напишал лекарот од трансфузија лумбаго и шеалгија. Да. Добро. Добро, ви благодарам за јавувањето ако тоа беше се. Да го слушнеме и следниот гледач, па ќе одговори и докторот на вашите прашања. Добро утро, повелете. Дали се слушаме? Добро, гледат. Дали се слушаме? Повелете, во програма сте. Добро. Препосавам дека гледачот се исклучи. Да, за гледачката да ја одговорам. Вака, повеќе симптоми гледачката кажа, иако вака генерално би кажал дека сепак од кичмата можат сите овие симптоми да доаѓаат на лумбоишиалгија, како што кажавме, нели тоа нервите што идат по надвршната страна на нозете, кои што настанува како резултат на едни дископатични спондилоартазни промени на лумбалниот дел од дрветот, може да дава симптоматологија на надколеница, на колено, на подколеница, на стапало. Сега нешто и трансфузија спомнам, може да има и проширени вени. Значи дел од таа симптоматологија може да се заедно да се сублимираат симптомите и од вените и од нели и од коленото, исто така симптоматологија, така да како што рековме нема еден симптом оделен, него повеќе проблеми со прашање. Меѓутоа ќе одиме генерално тука да видиме ако коските се послаби, ако дисковите се послаби, зависи што прави тука проблем. Нервите исто така, ќе даваме суплементи, односно витаминска терапија за нерви, за поткренување на коските, за поткренување на раскавиците, така да на тој начин. Сега тука нели креми употребуваме ако е некој оток или некој вени ако се во прашање, има и антиревматични за болка креми,
некои облози може да се ставаат. Многу е важно сега и тоа што ме асоцира дека може да има пациентката и равни стапала. Добро. Кај пациентите што имаат равни стапала, не прашам за годините, меѓутоа сигурно има нели на 30 на години, на 35-40 години кај пациентите рамните стапала доведуваат до на венска пумпа што се наоѓа на стапалата и на подколеницата, да има застој на вените и тие рамни стапала придонесуваат до болки во подколеницата. Јасно. Значи еве еден деформитет на стапалата кој што прават проблеми да таа венска пумпа не ја врти крвта, односно доаѓа до стази и појава на вени. Затоа е многу важно коригирање на деформитетите, на сите деформитети, дали стапала, дали ербетен стоп, уште во текот на детската возраст. Тоа е фактички една превентива што ја правиме кај децата, да не дојде до понатамошни вакви проблеми. Јасно. Ми се чини дека имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете во програмата. Поздрав до емисијата и до вас. Сакав да прашам. Имам болки во петицата, еве една недела. Примав терапија, инекции, така пијав за болки и буфен. Имам снимки, дископатија лумбалис. Но ваква болка до сега не сум имала. Па би прашала, што би ми препорачал сега во моментот да ми се смири ова болка? А дали имате некои трнења по нозете? Како трнења? Некогаш имам на вториот прст, од малиот, не вториот, значи. Да. Имам така некогаш. Добро. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување, да го слушнеме и следниот гледач и ќе го слушнеме одговорот на нашиот гостин. Добро утро, повелете. Дали се слушаме? Повелете, во програма сте. Добро. Да, еве кај гледачката симптоматологија која што доаѓа од лумбалниот дел. Инаку општо да кажам дека лумбалниот дел, према мојата статистика, имам и 2 труда за тоа напишано, каде највеќе, во кој дел на рбетниот столб се највеќе застапени овие дископатични спондилоартрозни промени. Од цел рбетен столб најголеми дископатични промени има на L5-T7. Тука кривината, секој пршлен помеѓу себе си има некој агол на поставување, бидејќи нели рбетниот столб не е ваков. Да. Има лумбална лордоза, паторакална кифоза, цервикална лордоза, така да прашлените, за да се во таа насока поставени, си имаат свој процент агол на поставување. L5-T7 има најголем агол, некаде 10 до 15%. Односно, тоа е предиспозиција, бидејќи поголем аголот, е вака да речеме свиткан и при оптеретување и целото тело, нели, дигаме тежини со рацете, целото тело е поставено, доаѓа до поголемо притискање на дискот и најголем процент на дископатични проблеми е тука на L5-T7 поради поставеност. Иначе и друга една дископатична промена што највеќе застапена према моите истражувања, тука е на C5-C6. Значи, не знам, најверојатно кај што има една лумбална лордоза и цервикална лордоза, тука најголем агол на лордотичниот дел, најголем е аголот, најверојатно поради тоа настанува процентот, значи наголот е поголем и тука доаѓа до тие проблеми. Еве кај гледачката, поради тоа што има лумбоишалгија од дископатични промени, може од различни начини во текот на животот, од многу причини да доведе до ово, има една лумбоишалгија која што највеќе се изразува на првиот, вториот, третиот прст. Кај гледачката еве на вториот прст веќе има трнење, бидејќи не мора да има по цела нога. Може да има на прстите, може на стапалото, може како што рековме, нели? Така да треба медикаментозна терапија, меѓутоа болката е симптом. Болката е симптом на некоја причина, некој проблем. Ние треба во исто време да лечиме болката, меѓутоа да го лечиме и проблемот, односно да лечиме причината. Ако е дискот проблем, значи да дадиме суплементи, глукозамини, кондроитини, колагени, кои што малку ќе го рехидрираат, ќе го освежат, ќе му дадат една подобра исхрана. Ако е коската, ќе дадеме суплементи за коската, на тој начин да добиеме едни поквалитетни коски. На тој начин сега за нервите витамини ќе дадиме, нели за исхрана на нервите да се смали болката, аналгетики ќе дадиме. Меѓутоа покрај сето ова медикаментозна терапија ќе дадиме, ако има нели гледачката има симптоматологија која што веќе иритира нерв, може да се даде лумбален корсет тука. Така да тој корсет се носи при некои движења, при оптеретување, кој ќе пазарува, кој ќе има болки,
не се носи цело време, сепак ќе се научиме на него, па ќе ни ослабне мускулатурата, да ја научиме на благи вежбички, пешачења, совет за правилно држање на телото, спиење, нели на одговорен на душа кој што одговара, значи на тој начин сите параметри да ги дадиме кај пациентите, да имаме поголеми ефекти кај пациентите. Едно ако правиме, две ако не правиме или две ако правиме, две ако не правиме, нема да ни оди како што треба работа. Така, подобри ефекти. Ние сме веќе на самиот крај на емисијата 24 од сестрце. Повторно ми е жал што немаме време да позборуваме за оној дел на превентивата, токму на овие дегенеративни заболувања на зглобовите, меѓутоа времето не ни дозволува. Јас тука би сакала да ви се заблагодарам за тоа што прифативте повторно да бидете дел од емисијата и се надам дека повторно ќе се видиме, па повторно ќе можеме да позборуваме за превентивата и за некоја друга тема. Ви благодарам. Ви благодарам и вас, нема проблеми кога сакате повикајте ме и во прилог на гледачите, сакам значи и кога лечам во ординацијата, сакам што повеќе да им помогнам и што повеќе гледачите да осознаат превентивно, ако имаат проблем да се јават, да не дојде до понатамошни проблеми. Бидејќи многу проблеми што се појавуваат е врз база на незнаење на неодење на доктор и така. Благодарам уште еднаш. А вие, драги гледачи, останете со програмата на телевизија 24 Вести, точно во 10 часот се најновите информации од Македонија и од светот. До гледање од мене.